Само да те коригирам, ќе биде Angular, не е React. Здраво на сите, јас сум Кирил Зафиров, сениор фронтенд инженер. Да, тоа сакам да кажам, Стокхолм синдром, премногу React во животот и првиот дефолт што ми доаѓа кога ќе ме фати нервоза е React, така да извини за Angular, зборевме, ви се извинувам на сите. Да, е така, јас сум Кирил Зафиров, работам Angular скоро 8 години, претходно работав в Angular.js. Не знам, работам се околу Angular, од скоро 80-90% од работата ми е поврзана со Angular. Така да се надевам дека денес ќе ви презентирам нешто добро и нешто интересно. Ќе збориме за Angular Signals, што е добро и што е лошо. За сега нема нешто многу лошо, така да ќе почнеме со доброто. Се мислев, но морав да го ставам мемево, иако е доста користено, ама баш сега вака се чувствуваат Angular девелоперите со мала разлика дека уствари две девојки ги носи под рака. Затоа што и RxJS и Signal и сигналите се комплементираат и си помагаат за да направат совршена апликација. Сега, што е Signal и зошто сигнали, зошто баш сега? Значи, Signal е нова, реактивна нова примарна реактива во Angular, која што е многу слична на behavior subject. Исто како behavior subject може да содржи било каква дата и има неколку методи кои што може да се искористи на тој сигнал. Постојат три типа и тоа сигнал, compute и ефект. Сега како можеме да декларираме сигнал? Тоа е многу едноставно, како што може да видите на слайдот, само ќе повикаме као функција сигнал за да го повикаме у темплейтот е као getter функција. Сега можеби ќе кажете дека getter функции или функции не треба да се повикуваат во темплејти во Angular, но тоа е окей со сигналите поради тоа што има доста комплексен алгоритам Beneath и користат мемоизација. Така да кога веќе еднаш ќе се повика сигналот, за секој следен пат, доколку е исти влезниот параметар, не се повикува и не се пресметува повторно, туку се користи кеширана и историрана верзија. Сега повторно тоа, зошто сигнали? Angular Change Detection работи така на начин така да ако имаме некоја промена во било која од child компонентите, Angular ќе тригерира промена во сите компоненти нагоре во стеблото се додека не дое во рутот. Кога ќе дое во рутот ќе пропагира од лево на десно до сите компоненти ќе тригерира промена. Сега, со мали апликации тоа е окей, но колку е поголема апликацијата станува се по-комплицирано и станува збор за перформанси. Апликациите ни стануваат побавни и кога веќе имаме 1000 компоненти, бараме како да ги подобриме перформансите и тоа што беше возможно, тоа што Angular го возможи, беше Change Detection on Push. И сега кога ќе имплементираме таа стратегија, повторно имаме репресметување и Change Detection повторно работи на компонентата, но само врз тоа стебло на кое што се парент на самата компонента. Додека со сигналите се паметни така да знаат кој им е subscriber и знаат кој слуша на нивните промени. Така што кога ќе има промена во најнискиот лист од стеблото, промената ќе се одвива само во тој лист и само во таа компонента и директно во домот. Нема да тригерира Change Detection врз целиот труд, врз целото стебло. Доколку сигналот се слуша и на друго место, пример во компонент 1.1 и во компонент 3.1.3, тогаш промените ќе се
ќе се извршат само таму, само во тие две компоненти. Со тоа Angular прави огромен импрувмент на перформансите. Тоа што е битно за сигналите е дека работат независно од компонент 3. Ова што го зборев сега, дека кога ќе се изврши некоја промена во сигналот, промената се случува само во таа компонента. Не се случува никаде на друго место. Но моделот на updates на сигналите е многу поедноставен од тоа како change detection, од претходниот change detection кој што го имавме во Angular. Сигналите го решаваат Diamond проблемот. За ова ни јас немав слушнато до пред некое време. Подоцна ќе ви покажам демо каде што со observables и со RxJS можеме непотребно превише пати да правиме компют на истата променлива, додека со сигнали се прави променлива, мислам се репресметува и рекалкулира целата функција само еднаш или два пати, односно само толку пати колку што е потребно. И немаме непотребни рекалкулации. Дополнително, со ова можеме да го изфрлиме Zone.js и автоматската change detection која што ја прави Zone.js и сето она што го возможува Zone.js out of the box. Кога креираме нова Angular апликација, кога креираме некоја променлива и ја промениме таа променлива со клик, Angular знае да направи апдейт поради тоа што во позадина Zone.js работи и прави monkey patching на сите ивенти кои што се случуваат во браузерот или кои што юзерот ги користи. Затоа Angular не знаеше до сега во која компонента и во која компонента и на кое место се прави промена, па мораше да го изминува целото стебло и да ги проверува компонентите, компонента по компонента каде има промената и кога треба да направи рефреш. И со самото ова одговорот зошто е целиот хајп околу сигналите. Сите апликации кои што се градени со помош на on-push стратегијата, RxJS и async pipeот се веќе подготвени за миграција према сигналите. Но тоа не значи дека мора да мигрирате и комплетно да го изфрлиме RxJS, поради тоа што RxJS и сигналите се надврзуваат едни со други и додека еден на стейти за целиот реактивен девелопмент кој што ни е потребен. За да дојдеме со ова, async pipeот се целосно заменува со сигналот, додека on-push стратегијата комплетно може да се избрише и со тоа имаме дефолт имплементација, со тоа стануваме на дефолт имплементацијата, го изфрламе Zone.js, кратеме минимум 100 килобајти од JavaScript и не правиме непотребен апдейт на сите компоненти. Сигналите може да бидат writable или read-only и имаме ефекти. Ефектите со моето досегашно искуство ретко ги користам, не сакам да ги користам и ретко имаат примена. Примената во која што може да најдете или кај што може да ги искористите ефектите се за логирање на дата, аналитика или дебагирање. Кога имате некој сигнал, ако сакате да ја уловите секоја промена на тој сигнал, да додадете било каков custom DOM behavior, кој што не може да се издржи со темплейт синтакса или некој рендеринг на canvas. Треба да ги избегнуваме ефектите за пропагација на state. И тоа што треба да внимаваме е дека мораме секогаш кога креираме ефект мораме да го уништиме. Се понаша исто, се однесува исто како behavior subject. Кога правиме subscribe, мораме да направиме unsubscribe, истото е и со ефектите. Мораме да го уништиме. Ќе преминам на кратко на мало демо.
Сега за да креираме сигнал е толку едноставно што само можеме да кажеме пример count 2 сигнал и да му зададеме некоја вредност. Додека во споредба со behavior subject истото го правиме со count sub и new behavior subject. Разликата е во тоа што кога ги повикуваме во темплейтот, countот мора да биде повикан како функција, односно гетерот. Додека за behavior subjectот имаме повеќе начини и тоа со async pipe, директен пристап на value-то или со get value методата. Поинтересно е кога ќе почнеме да комбинираме повеќе сигнали или да добиеме некоја комбинација од нив. Разликата помеѓу behavior subject и како тоа се правеше со behavior subject е тоа што ќе мораме да искористиме combine latest или subscribe или нешто така. Додека со сигнали можеме само да ја повикаме функцијата computed да ја дадеме тековната вредност на this.count и да направиме нешто слично како map функцијата. Property кој што се креира од double count и сето ова и како е направено со behavior subject. Сега тука го имаме целиот оној boilerplate код за кој што моравме да се грижиме. Destroy, take until, да повикаме ng on destroy, destroy next за да го уништиме, да нема memory leak. И сега кога направиме промена, можеме да видиме дека behavior subjectот се логира еднаш, два пати, додека сигналот се логира само еднаш. И тоа е целиот тај бенефит на сигналите што заштедуваме на ресурси на рекалкулации. Овде имам пример како со сигнали пресметувам две вредности и добивам трета вредност која што зависи од value 1 и value 2. Истото тоа го имам направено со subjects. И разликата е во тоа што секогаш кога јас ќе го кликнам копчето, јас правам рекалкулација на функцијата и повторно го пресметувам истото. Додека со сигнали веќе е пресметена функцијата и јас не правам ништо повторно. Веќе имам во меморија и нема рекалкулација. Целото тоа се само е веќе прикажано.
Тоа што можеме да извинете, само ваму сакав да спомнам за Diamond проблемот, а тоа е еден пример кога користиме Combine Latest и имаме два behavior subject. Значи, кога треба да се пресмета double count, се повикува count 1, па се повикува count 2. Се променува count 1, па се повикува count 1, па се повикува count 2 и потоа го дава резултатот. Значи само момент. И ова е тој Diamond проблем, каде што за една вредност и за една пресметка ние мораме два пати да ја направиме истата калкулација. Каде што прво ја правиме со првиот behavior subject, кој што е count 1, потоа доаѓа вредноста на count 2, па ја правиме со count 2. За да го избегнеме ова, моравме да додадеме debounce и да се пресмета само еднаш. Доколку интересно е тоа што за сигналите имате опција, доколку имате повеќе сигнали, сакате да пресметате вредност, но сакате да земете вредноста од еден сигнал и вредноста од друг сигнал, да ви зависи од тој првиот, може да додадете conditional computation, каде што кога show count е true, можам да го менувам count и сигналот ги слуша тие промени. Кога show count е false, јас не ги прикажувам тие промени. Сега уште малку само за ефекти. Значи, ефектот секогаш мора да биде во конструктор, поради тоа што му треба инжектор. Доколку не ви е во конструктор, може да дефинирате инжектор и да го провајднете како input параметар. Вамо и тоа да биде надвор од конструкторот. Или да направите assignment, може да се направи assignment на валјуто на самиот ефект, но при тоа при дестрој на компонентата мора да се погрижиме дека тоа ефект е исчистен, дека повеќе не слушаме за негови промени. Тоа што е лошо за сигналите, за сега е само тоа што се нови, се уште се во developer preview и се уште се подложни за промена. Друго, може overuse на ефекти
и да дојдеме пак до тој пекол кој што се доаѓаше со RxJS, со Combine Latest, Switch Map, Merge и да комбинација од сите тие. И мора да се каже, мислам повторно да нагласам дека ова нема да го изфрли RxJS, него или да го замени, туку се комплементираат едно со друго. И тоа е се. Прашања? Ајде. Да не прашувам. Прашање околу интегрирање сега на сигнал на постоечка апликација. Дали може да се прави инкрементално или мора да се каква е интеракцијата со Zone.js? Дали override прави на тоа или Да, не мора да го изфрлате Zone.js, а може да се прави степ by степ, компонента по компонента и нема никаков проблем. Супер интеграција, backwards compatibility исто така. Нема да скрши ништо. Окей. Само уште нешто, значи има RxJS и Signals interoperability и има неколку функции, пример to observable и to single, кои што претвараат од едно од друго. И тие доста помагаат. Фала. Добро, ова прашање од документација. Сигнал треба да има почетна вредност? Дали е задолжително? Да, значи разлика помеѓу сигнал секогаш има вредност и секогаш може да прикаже таа вредност. Додека behavior subject или RxJS subjectите имаат last received вредност. Уште едно прашање за ефектите, тоа е као тап на RxJS операторот. Нешто слично со тоа што тап нема side effects. Додека ефектите се баш тоа, ефекти. Креираат ефекти и какви може да бидат тие, ако знаеш? Па као буст рендерирање. Па да, пример, може да имаш некој каунт и да креираш ефект и да слушаш секогаш кога тој каунт ќе се промени. Сега, проблемот со ефектите е тоа што може да креира memory leak ако не пажливо вметнуваме секакви сигнали во него и тие сигнали се променуваат, нели? Тоа е пример, ако ставиме ивент да има на клик и јас ставам тоа да биде во ефект за да слушам дека имам некоја промена и тоа цел време ќе се пали. Буквално како кога креираме behavior subject, навигираме на друга страна, но не сме го уништили тој behavior subject и постојано слуша во таа компонента. Каде и да си, тоа ќе слуша. Чи може да се менја контекстот? Да. Здраво. Одлична презентација. Мило ми е што Angular добива малце љубов вака. Мислам дека сигналите се нешто најинтересно што се случило со Angular у последните неколку години. И на крајот напомена и на почетокот напомена дека ова не е замена за RxJS, туку се комплементарни, но еве гледаме дека со овие промени Zone.js целосно се изфрла за change detection и доста од бойлерплейтот од RxJS се трга со сигнали. Сепак како доаѓа до сврвање на Zone.js? Не, сакав повеќе да прашам како тука иде комплементарно со RxJS. Прво прашање ми е да не знаеш случајно дали Angular тимот има соработувано со RxJS за ова или целосно е интерно. И друго прашање ми е дали на некој начин тука Angular тимот најавува дека веќе почнуваат да ги централизираат работите туку да не зависат повеќе од надворешни депенденси како Zone.js или пример RxJS. Па иницијално на Angular е тоа што пример Angular верзија 2 кога излезе 2016 успоредба со React беше 900 пати побавно и полошо и тешко си конфигурираш. Сега, верзија неколку години напред, нели, верзија 17 имат околу 900% подобрување, така да како ќе видиш подобар ако не си бил лош. И сега, моментот е тоа што постојано работат и постојано го подобруваат. И да, имаат работено и со овој Ben Lesh. Ben Lesh има работено во Angular тимот на некое време, за да помогне со целата таа RxJS имплементација и како сето тоа се комплементира.
Но према Angular тимот иде према тоа ArcGIS да биде опционален. Поради тоа што сваќаат дека еден од главните мотиви да не се работи Angular е ArcGIS. Поради тоа што е доста комплициран и има многу стип крв за работа. И едни од по-комплицирани апликации, спори или буквално да не можеш ништо да направиш, се апликации со ArcGIS работен од луѓе кои што не го разбираат. Не го разбираат, него едноставно почнале и училе додека ја развивале апликацијата. И стигна до таму кај што не можеш, нема назад. Значи може да очекуваме и во наредни верзии на Angular, пример 17-18, доста од еве да речеме популарните функционалности на ArcGIS што се многу често користени, веќе да се заменуваат со нешто native во Angular Core и опционално, кој што кажа ти, да станува. Мислам дека не, ама не сум сигурен за тоа. Добро, ќе видиме. Да, ќе видиме. Што некој? Да, супер презентација. Мене интересира дали Signal ќе врати првичната вредност на инициализација на компонентата као behavior subject и дали имаме потреба од subscribe, дали е observable, така немаме потреба од тоа. Повтори прашањето само ако можеш. Дали сигналот ќе врати инициализираната вредност на инициализација на компонента као behavior subject што функционира и дали имаме потреба од subscribe, дали е observable. Значи сигналот е слично како observable. Исто е reactive primitive. Со тоа што е reactive primitive, тоа возможува, значи сите да може да се закачат. Кој што сака да ја слуша промената на таа реактивна примитива, може да ја слуша. Сега, моментот кога ти ја дефинираш и зададеш вредност, таа има вредност. И ти можеш да пристапеш на таа вредност без да правиш subscribe. И не мора да проблемот од кој што доаѓаме, нели тоа behavior subject subscribe е сега морам и unsubscribe да направам. Тука немаш memory leak, тука немаш ништо, тука имаш само вредност и таа е таа вредност што има од тој момент. Толку.